Кој во новиот владин кабинет? Едни со политичко, други со експертско искуство во ресорот што им го доверија партиите кои се дел од новата влада. Новиот министер за финансии е професорот по економски Драган Тевдовски. Оливер Спасовски се враќа на функцијата министер за полиција. Бизнисменот Кочо Ангјушев ќе биде новиот вице-премиер по економски прашања. Подпредседател е на Стопанската комора. Беше еден од 5 најбогати македонци на листата на Forbes, објавена во 2014 година. Се очекува да действува во функција на интересите на бизнис заедницата. Поранешниот пратеник Горан Сугаревски е новиот министер за транспорт. Нему му остануваат во наследство инфраструктурни проекти почнати од минатата власт. Беше еден од пратениците кои најчесто ја користеа говорницата за дискусија. Љупчо Николовски останува во ресорот земјоделие. Очекувано, бидејќи по завршување на неговата функција во пржинската влада тој држеше пресконференции за неисплаќање на субвенциите на земјоделците. Поранешниот градоначалник на Липково, Садула Дураку, ќе го води Министерството за екологија. Во време на воениот конфликт, познат под надимакот командант Вентили, а беше министер за земјоделство во владата на Бучковски. Решавање на проблемот со загадувањето се очекува да биде предизвик за новиот министер од редовите на ДУИ. Мила Царовска ќе го води ресорот труд и социјала. Според програмата на СДСМ, голем дел од предвидените реформи се од социјалната сфера како минималната плата. Пратеникот Дамјан Манчевски ќе раководи со секторот администрација. Освен броење на администрацијата, програмата предвидува и намалување на бројот на возила на јавната администрација, ограничување на бројот на мандати за премиер. Уште еден поранешен командант во владиниот кабинет. Поранешниот градоначалник на Тетово, Хас Билика, сега ќе биде вице-премиер за политички систем и односи меѓу заедниците, порано за спроведување на рамковен договор. Портпаролот на ДУИ, Бујар Османи, кој инаку е лекар, ќе биде вице-премиер за евроинтеграција, а подпредседателката на СДСМ Шекеринска пак ќе раководи со одбраната. Се очекува во незиниот мандат земјава да биде примена во НАТО алијансата на самитот до година. Со економија и правда ќе раководат не толку познатите Бектеши и Салију. За нив гарантираше лично Ахмети. Ветуваат кандидатите за ресорот здравство, неврологот Арбен Таравари на предлог на Алијансата на албанците, како и книжевниот критичар Роберт Алагјозовски за министер за култура. Иако се очекуваше дека ќе застане на чело на правда, сепак професорката Десковска ќе биде задолжена за образованието. Прогнозите за прв човек на дипломатијата се потврдија за поранешниот преговарач Никола Димитров. Без ресор министри се Роберт Поповски, Едмонд Адеми, Самка Ибримовски, Зоран Шапорич од ЛДП, Зорица Апостоловска од НСДП, Аднан Кјахил од Турската заедница.